Јас мислам дека и постарите генерации беа подложни на наметнување на идејата за супер човек, додека поновите генерации веќе сосема се отворени и ја поддржуваат идејата за супер човек. Оваа идеја се наметнува преку анимирани играни филмови, разни видови на забава, игри, романи, сликовници за кои што сите сме свесни. Започнувам со верувањето колку е важно, но исто така започнувам со анализа на нешто што е наметнато како верување. Ја знаете приказната за нинџа желките, ова е остаток од некоја нинџа желка, некоја играчка. Знаете каква беше приказната за нив? Тие биле експериментални желки од лабораторија кои што биле подложни на генетски инженеринг со човечки клетки, но се случува експлозија во таа лабораторија и тие биле подложни на радијација. Потоа тие растат со старецот кој што им е ментор и сите имаат супер сили и способности, нивната ДНК е променета и се представени како супер мутанти херои. Приказната за Hulk е слична. Промена на човечката ДНК, потоа мутација, радијација и добиваш суперхерои. Потоа следува Робокап, пола човек, пола машина, кој работи во служба за граѓаните. Потоа следува популарниот невероватен Спајдермен кој што доживува трансформација преку отровот на пајакот и станува човек-пајак. Потоа следува фантастичната четворка, верувам дека сте гледали тој филм, потоа Супермен, Бетмен, Бетвумен, Кетвумен, она мачка жена и многу други различни суштества, микс, комбинации, мутанти. Која е целта на сето тоа? Која идеја преку Холивуд се наметнува на целото човештво? Во основа се наметнуваат па нешто добро ќе следува доколку човекот е подложен на генетско модифицирање преку влијание или подобрување на неговата ДНК. Ова значи дека на човекот нема да му се презентира доброволна идеја за тој доброволно да пристапи да стане машина или супер човек, туку тоа ќе биде наметната цел за тој да постане нешто повеќе и да излезе од својата ограниченост. Но штом човекот веќе има некоја позитивна представа и верување претходно изградено низ забава, романи, цртани филмови, играни филмови и така натаму, веќе истиот тој човек нема веќе да создава отпор на таа наметната идеја за тој да биде надграден, за да биде поздрав или посилен или поспособен, или пак да има супер мозок приклучен на интернет со достап до безгранични информации. Технологијата и генетскиот инженеринг веќе го наметнуваат тоа и целта е да се создаде нова раса, односно транслуѓе или трансхуманизам. Дали ова се случува за прв пат во историјата на човештвото? Дали ова е теорија на заговор? Се разбира дека не. Светото писмо тоа нас ни го покажува. И вечер зборувам од Светото писмо точно поврзано со оваа тема. На почетокот на Библијата се зборува за еден инцидент, за една голема ситуација, тоа е потопот, кој што се случи во времето на Ное. Знаете ли зошто Бог испрати огромен потоп со цел буквално да го уништи целиот свет и секое живо суштество во него, освен неколкумина избрани луѓе и животните? Во Битие во 6 глава се раскажува дека Божите синови, кои што се мисли на паднатите ангели или ангелски суштества кои што отпаднаа од Бога, кои што се всушност демони, влегле во репродуктивна конекција или врска со човечките ќерки. Така тие создале нова раса, која што изгледале како луѓето, се однесувале налик на луѓе, но тоа биле супер луѓе или супер суштества, или познати како нефили или нефилими. Тоа се раси кои што се создадени пола од демони, а пола од луѓе, но можат и да бидат исто така биле од пола човек и пола животно. Со други зборови, тоа се луѓе чие што ДНК е намерно променета со цел да се создаде раса на суперхерои, односно супер луѓе. Со други зборови, да се засилат човечките способности. Овие работи, овие нешта, може би вас ви се познати, бидејќи во последно време ги слушаме многу, често пати и од научници, одредени лидери, но во глобала гледаме група која што сакаат и работат на тоа да го подобрат или зацврстат човештвото и можностите на човештвото. И точно таква била целта на нефилимите, кои што успешно навлегле во човековата ДНК и ја промениле истата преку мешање со ДНК на демони, и тоа биле нефилимите кои што за прв пат се среќаваат во Битието во 6 глава 4 стих. Во оние времиња, а и подоцна, на земјата беа нефили, кога Божите синови општеа со човечките ќерки, па тие им ги раѓаа оние деца. Тоа се оние од стари времиња по сила прочуени луѓе.
Господ виде колку е голема човековата расипаност на земјата и дека секоја мисла во неговата памет секогаш е само зло. Господ воздивна и се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата. Господ рече: ќе ги истребам луѓето што ги создадов од лицето на земјата, од човекот до зверот, ползачите и птиците во воздухот, зашто се покајав што ги создадав. Ама Ное најде благодат во Господовите очи.